На почеток сме на ново продолжение од Фактор здравје. Ви посакувам добар ден и добродојдовте со вашата здрава навика. Еве ги деталите и представувањето на денешната емисија. Во рубриката Истражувањата докажаа, всушност ќе ја најавам темата со која што денеска верувам дека повторно ќе ја заслужиме вашата доверба и внимание до крај да бидете со Фактор здравје. Конкретно кажано ќе зборуваме на тема кератопластика, интервенција која што представува дел од офталмологијата како решение или пресадување на рожницата. Токму оваа сложена интервенција која што на глобално ниво или во светски рамки се прави во многу референтни центри, еден од единствените би рекол и единствен засега кај нас е Европската очна болница која што ви нуди решение за буквално секој проблем со вашиот вид. Кога зборуваме за Европската очна болница, најголемата клиника или офталмолошки центар на Балканот, сакам да ве упатам на двата директни телефонски броеви 070 309 126 02 20 50 999 и адресата Сремски фронт број 1 во населбата Ѓорче Петров во Скопје. За сите новитети, закажување термини и бесплатна консултација, дополнително со Европската очна болница може да комуницирате и на глобалната мрежа на www.eeh.com.mk. По оваа доза на информации ќе ви ја представам и гостинката со која што и вие секако во продолжение ќе може да комуницирате. Оваа сложена интервенција насловен на кератопластика, која што и тема во Фактор здравје, би рекол на едноставен и многу практичен начин, денеска ќе ви ја објасниме преку разговорот со доктор Снежана Зечевиќ, специјалист офталмолог, потсетувам од Европската очна болница. Доктор Зечевиќ, добар ден, добродојдовте повторно. Како сте и колку е честа токму оваа интервенција која што уште еднаш ќе нагласам единствено вие ја правите во нашата држава? Добар ден до вас и вашите гледачи. Секогаш е пријатно да се биде дел од оваа емисија и да се споделат искуствата. Значи, кератопластиката е замена, односно трансплантација на целосна или нецелосна на рожницата, која што е заматена, која што е болна, која што е нефункционална, со здрава рожница од донор, односно од кадавер. Кератопластиките се едни од најчестите трансплантации во медицината и најуспешни, затоа што таа успешност се должи всушност на тоа што корнеата, односно рожницата, е имунолошки привилегирано ткиво, затоа што не содржи крвни садови, така да многу лесно таа компатибилност помеѓу донорот и примателот постои. Што ви олеснува вам лекарите да се направи таа трансплантација? Затоа што не мора да се прави хајла типизација и генерално, значи, не се очекува отфрлање на трансплантатот, како што е тоа посложено кај други органи. Да. Самата рожница е многу важна и многу битен дел од окото. Таа се наоѓа на предната површина на окото. Всушност е поставена како стакло во часовник во белката и затоа се нарекува и прозорец во светот, затоа што светлината поминува низ нејзе и многу е важно да таа биде прозирна, да биде транспарентна потполно и самата нејзина градба е таква. Значи, колагените фибрили кои што сочинуваат се беспрекорно поредени, со мало количество на вода помеѓу нив, нема крвни садови, има нерви кои што немаат миелинска обвивка, така да сето тоа е беспрекорно поредено, да таа биде транспарентна и да може да ги пропушта светлосните зраци. Доколку дојде до некое нарушување и таа биде заматена, тогаш во тој случај тој првиот, да кажам, првиот дел од окото не може да ги пропушта светлосните зраци и доаѓа до намалување на видната острина. Самата рожница исто така има и заштитна улога, значи поради тој голем број на нервни завршетоци кои што ги има, таа веднаш реагира ако, например, има ветер, ако нешто имаме пред окото, едноставно очите се затвараат и го штитат окото. Така да рожницата е битен дел од нашето око. Вие поистоветувале ми дојде на ум како носот, бидејќи преку него всушност нели ние дишеме, комуницираме со надворешната средина и токму значи ова е влезната врата на видот или органот за вид. Ви благодарам за овој воведен дел, доктор Зечевиќ. Ќе направиме пауза за реклами, по која што ве поканувам да останете со Фактор здравје и секако со задоволство ве очекуваме да ни се јавите директно во емисијата.
Со оглед на вашиот интерес и можноста заедно да комуницираме, веднаш ги отвораме двете телефонски линии 6091-925, односно 6091-924 за ваши јавувања и ваш контакт денеска со нас во Фактор здравје и гостинката доктор Снежана Зечевиќ, со која што зборуваме на тема кератопластика. Доктор Зечевиќ, бидејќи објаснивте што представува оваа интервенција, зошто е важна рожницата, она што е следно и што логично би сакал да го поставам како прашање е кои се индикациите за вакви интервенции, дали има некои степени на оштетеност за рожница и кога всушност офталмологот ја дава таа индикација или препорака за трансплантација? Да, сите ситуации, значи каде што рожницата е заматена и ја намалува видната острина, се индикации за кератопластика. Особено ако таа лузна се наоѓа во централниот дел на рожницата и директно влие на острината на вид. Така да сите, да кажам, лузни кои што постојат на рожницата се индикација. Меѓутоа, исто така, сето тоа што влие на оптичкиот дел, како што се да речеме кератити, воспаление на рожницата, кои што може да бидат бактериски, вирусни, габични, потом херпетичниот кератит како многу чест, потоа дистрофии, дегенерации на рожницата, кератоконус, сите тие се индикација за кератопластика, зависно од фазата, зависно од тоа дали подлегнуваат на конзервативно лекување или не, но трансплантацијата може да се прави исто така и од козметски причини и тектонски причини. Козметските причини се ако окото не е во функција, не е во видна функција, меѓутоа е бело. Самата рожница е толку заматена и е бела, особено кај млади луѓе тоа знае да пречи естетски, така да рожницата се заменува од тие причини, само да се постигне козметски ефект. А не и функционален. Не и функционален. Исто така тектонски, во смисла на тоа да кај одредени кератити, одредени воспаленија, каде што рожницата е многу истенчена, таа треба да се направи итно, значи во тој случај не се одлага, за да може да се воспостави стабилност на окото, за да не дојде до перфорација, односно така наречено пукање на рожницата, кое што може да доведе до сериозна инфекција на целото око. Така да тоа се тие индикации кои што се најчести. Би ја спомнала исто така како индикација ендотелната кератопатија, која што настанува кај операции на катаракта, како компликација, да речеме, или кај други интраокуларни компликации, затоа што ендотелот на рожницата, за разлика од епителот, кој што е површниот дел и кој што се регенерира, доколку се гребнеме, тоа е многу болно, меѓутоа регенерира и не остава никакви лузни. Се враќа во почетна или нормална фаза, да, или потполно регенерира, како да речеме површниот слој на кожата, како ништо да не се случило. Но ендотелот од внатрешната страна на окото, доколку се оштети, во тој случај доаѓа до навлегување на вода во рожницата, таа отекува и тоа предизвикува болка, намалување на вид, и во тој случај исто така кератопластиката е решение. Да. Кога зборуваме за ова интервенција, прети технички да објасниме кои се фазите, односно кажавте дека доаѓа до намалување кај овие лица или пациенти на видот, но каква е таа сензација, какво е тоа чувство, какви споделуваат искуства пациентите, дали централниот или периферниот вид е нарушен? Тоа све зависи од тоа која е причината. Да речеме, пациентите со кератоконус, кај нив најчесто настанува болеста во пубертет и таа напредува во текот на тие млади години и се стабилизира после 33-та, 4-та година од животот, и тие се жалат на искосен вид, на едноставно имаат пореметување во видната острина во смисла на астигматизам, така да тие имаат нејасен вид. За разлика од тоа, луѓе кои што имаат лузни, тие имаат мирно око, меѓутоа имаат намалена видна острина. Во фаза на одредени воспалителни процеси, тие имаат јака болка, имаат црвенило, солзење. Пациенти кои што имаат едем во рожницата, тие имаат бој на виножито или оток. Тие имаат бој на виножито, имаат исто така проблем со гледањето, солзење и болка. Така да све зависи која е причината. Дистрофии и дегенерации исто така, во зависност од тоа за што точно се работи, може да бидат мирни или пропратени со болка. Така да во зависност од тоа и ние исто така се однесуваме и пратиме. Една од да кажам, неблагодарните трансплантации кои што се пратени со можам да кажам како неуспех, меѓутоа
потежок успех, тоа се хемиските изгореници. Доколку дојде до некоја изгореница на окото, во тој случај пациентот има јака болка, се прави кератопластика, меѓутоа во тие случаи не е сигурен исходот. Исходот каков ќе биде, да. Потсетувам дека доктор Снежана Зечевиќ, специјалист офталмолог, доаѓа во името на Европската очна болница, најголемиот балкански референтен офталмолошки центар, кој што ви нуди решение буквално за секој проблем со вашиот вид. Дополнително ве упатувам на нивните два телефонски броеви за бесплатно консултирање и секако закажување термин, а тоа се 0220 50 999 и 070-309-126. Вашите јавувања и вашиот контакт секако се добродојдени, ве очекуваме во продолжение, а во очекување на јавувањата доктор Зечевиќ уште сакам да ве прашам, бидејќи зборуваме и ги кажавте причините зависно од клиничката слика, тоа значи дека кератоконусот како болест и кератопластиката како решение може буквално во било која животна доба или кај било кои пациенти во однос на возраста да се изведе. Има ли некоја долна или горна граница? Нема, значи може да се изведе во било која на било која возраст. Меѓутоа при тоа е многу важно, значи да се направи добра проценка и исто така препорачување на самиот материјал да нема голема разлика во годините помеѓу дарителот и примателот. Значи таа разлика да не биде поголема, ете да речеме од 20 години. Се внимава доколку се работи кај дете или се работи кај млада особа, да тоа биде значи рожница која што е добро сочувана со доволен број на ендотелни клетки, затоа што е рожница која што треба да трае цел живот и од тоа многу зависи видната острина на пациентот после тоа. Така да генерално може да се направи во сите возрасти, али проценката се прави индивидуално. Значи се следи и останува да речам како можда последна опција, меѓутоа се прави индивидуално и сходно на тоа се пристапува. Да. И еве бидејќи работите секојдневно, имате пациенти, можете да согледате и споредите што еве кај вас во Европската очна болница најчесто како причина, како индикација ја имате за трансплантација на рожница, односно правење на кератопластика. Најчесто се лузните на рожницата кои што ја оневозможуваат видната функција, меѓутоа исто така и ендотелните кератопати, како што спомнав после комплицирани операции на катаракта, но исто така и кератити, особено херпетичниот кератит и други видови на кератити кои што зараснуваат, меѓутоа водат до лузна на рожницата. Сега, што се однесува до тоа што го спомнавме преска, дека таа може да биде итна, може да биде и елективна. Да. Најчесто се работи за елективни, односно одложени операции кои што се закажуваат. Кои што не бараат во моментот на диагностика. Кои што не бараат во моментот, затоа што ние се уште во Македонија немаме наша банка на рожници, тие се порачуваат, стигаат, треба одредено време да пристигне рожницата, така да најчесто се работи за планирани операции кои што се вршат. Да, и оно што ме поттикна од излагањето ваше, рековте најчесто кај комплицирани катаракти може да дојде до индикација за кератопластика, дали тоа значи дека уште еднаш треба да потенцираме дека доколку има катаракти или заматување или перде на окото, народски кажано, не треба да се чека, бидејќи колку повеќе се чека, барем и од вас тоа го научив, дека исходот можеби да не биде како кај оние кои што порано ја правеле оваа интервенција. Да, порано во минатото тоа беше да катарактата потполно созрее, да се чека да биде потполно зрела, меѓутоа сега со вако методата сепак е подобро да таа не биде премногу зрела, затоа што во тој случај сепак помалку се допира, да кажам, помалку има шанса да се допира ендотелот на рожницата и да се оштети. Така да најдобро е да катарактата се оперира во некое правилно време, да кажам, по проценка на докторот и да не се чека многу. Да, и во овој прв дел од Фактор здравје уште сакам да ве прашам кога веќе докторот или вие како офталмолог давате индикација за кератопластика, дали има дополнителни скрининг методи на диагностика и алатки со кои што треба да се соочите вие и пред се пациентот пред да се влезе во хируршката сала и да се направи интервенцијата? Значи, тоа повторно зависи индивидуално од самата диагноза што пациентот ја има. Доколку пациентот има непродзирана рожница, во тој случај ние не можеме да ја согледаме состојбата на очното дно, се прави ехографија. Доколку пациентот има ендотелна кератопатија после операција на интраокуларна операција, најчесто катаракта, како комплицирана операција, во тој случај се прави спекуларна микроскопија, се гледа бројот на ендотелните клетки на рожницата, за да се види во каква состојба е рожницата и тогаш се пристапува, значи, кон одлуката. Доколку се работи за кератоконус, се прави топографија на рожницата, за да се види во кој дел е рожницата најмногу истенчена, така да
буквално тука ние имаме еден, да кажам, еден протокол, но во зависност од дијагнозата, од тоа што ќе видиме, така се однесуваме во однос на дополнителните испитувања. Да, ви благодарам за овој прв дел од разговорот. Следува паузата за реклами, пауза по која што ви поканувам да останете со Фактор здравје и денешната тема кератопластика. Уште еднаш подсетувам дека добродојдени сте сите вие кои што во живо денеска сакате да комуницирате со нас во Фактор здравје и да поставите прашање во контекст на темата кератопластика. 6091-924, односно 6091-925 се отворени две телефонски линии за ваши јавувања и ваш интерес денеска во Фактор здравје. На прашањата кои што ќе следуваат од моја и од ваша страна, одговор ќе ви понудиме преку вториот дел од разговорот со доктор Снежана Зечевиќ, специјалист офталмолог од Европската очна болница која што ви стои на располагање директно во просториите на улицата Сремски фронт број 1 во населбата Ѓорче Петров во Скопје, на глобалната мрежа на www.eeh.com.mk и на двата директни телефонски броеви 070 309 126 и 02 20 50 999. Доктор Зечевиќ, бидејќи техничкиот дел е она за кое што не сме зборували и со голема возбуда, сакам да споделите што повеќе информации, кога веќе ќе се даде индикации, ќе се планира рожницата да се трансплантира или да се направи кератопластика, каква е процедурата? Има ли хоспитализација, посебна подготовка на пациентот, како тече процесот? Да, прво самата болница треба да има добро обучен тим, подготвен тим кој што може да одговори на оваа захтевна операција. Исто така болницата треба да има меѓународни сертификати за соработка со организации кои што се меѓународно признаени, каде што всушност се чува ткивото на рожницата. Тоа се посебни банки кои што прават, значи кои што го зимаат материјалот, го дистрибуираат и исто така го чуваат, но тие го дистрибуираат и до нас кога порачуваме. Она што е многу важно е тоа да тие банки бидат сигурни, затоа што рожницата треба да подлегне на одредени прегледи. Тие прегледи се пред се да рожницата биде здрава, да нема никакви оштетувања, да нема некој леуком, значи некоја лузна или нешто од претходно. Исто така бројот на ендотелни клетки да биде соодветен и подлегнува на серолошко испитување во смисла на тоа да се испита на вирусот на ХИВ, на хепатит С и на други некои заболувања, така да рожницата биде сигурна и да како таква се транспортира. Се транспортира во специјален медиум, се води сметка оно што го спомнав преска да нема голема разлика во возраста и особено кај млади пациенти да се работи за рожница која што одговара соодветно на квалитетите. Оно што е интересно е тоа дека треба да стигнат исто така заедно со рожницата да има и документација за кадаверот, односно за донорот, за кој што е во мозочна смрт, нели, чија што така, да, за причината за смрт, за неговата возраст, за тоа дали употребувал некои лекови. Значи сите тие факти треба да бидат задоволени за да рожницата како таква биде прифатена и да биде сигурна за потенцијалниот примател на рожницата. Да. Така да во нашата болница, значи ние сите тие сертификати ги имаме и имаме подготвена екипа која што ја прави оваа интервенција. Да. Дополнително дали се прави во целосна или локална анестезија, како се изведува технички интервенцијата? Најчесто во целосна анестезија, затоа што сепак треба пациентот да е потполно мирен, но освен ако се работи за некои специјални случаи каде што од одредени причини не се прави, меѓутоа најчесто се прави во локална, во целосна или општа. Да. Дали претходно има хоспитализација во смисла на подготовка на пациентот, еве анестезиолошко испитување, односно анамнестички прави, или претходно се е тоа завршено? Сето тоа се прави, меѓутоа не мора пациентот да биде хоспитализиран, него се прави на дневно ниво, во дневна болница да речеме, каде што треба да се направат сите лабораториски испитувања, се прави ЕКГ, се прават испитувања кои што ги одредува интернистот и анестезиологот и они определуваат дека пациентот може да се оперира во општа анестезија и дека е соодветен кандидат. Да. И она што дополнително сакам да ве прашам и е многу, барем за мене интересно и за публиката, е таа банка која што ги чува, ги складира и со кој што соработувате на рожници, бидејќи рековте дека рожницата е единствен орган или дел од човековото тело што не е прокрвен, за среќа и е најчесто изведувана операција или трансплантација кај човекот, како се чуваат, во каков медиум и што е она што треба да се запази, односно возраста, рековте, отстапувањата да бидат најмногу до 20 години. Но претпоставам колку поблиска е возраста кај кадаверот и оне што треба да ја прими рожницата е подобро. Да.
и да биде рожницата здрава. Да, Значи тоа тоа е она секако што се е основно. подразбира. Се чува во специјални раствори, исто така и кога се подготвува за кератопластика, се става во вискоеластичен раствор, така да лекарот кога ја подготвува, таа доаѓа нешто поголема од она што е потребно за самата трансплантација и на самото лице место, значи се прави одредена мерка и со специјален трепан таа се сече, за да може да се пресади кај пациентот, кај кој што се отстранува заболената рожница и се преместува, односно се пренесува рожницата која што е за трансплантација и се шие. Дополнително кога оваа интервенција се изведува, колку ориентационо, дали е тоа захтевна операција, односно бара подолго ангажирање на операторот офталмолог или рутински се прави, бидејќи вие тоа го правите? Тие се генерално рутински, меѓутоа траат од прилика 45 минути, саат до саат и пол. Зависи значи од самиот случај, но од прилика се толку. И за успешноста на операцијата многу е битно која е предоперативната дијагноза. Кератоконусите генерално се со многу голема успешност, исто така тие инактивни лузни, значи лузни кои што се мирни, и они се исто така многу благодарни за самата операција. Во помал степен се херпетични габични кератити, тие имаат успешност од прилика 50 до 60% и најмал процент на успешност, како што споменав, се хемиските изгореници, кои што на некој начин не се многу благодарни за кератопластика, така да треба да се процени кој пациент и каква ќе биде успешност. Да, и дополнително кон оваа интервенција да нагласиме дека кога веќе е оштетена рожницата, тие промени за жал се трајни, не може само од себе, нели, како што и веќе вие изложивте претходно да се врати на почетно ниво или квалитетот на видот да биде на ниво како што било пред повредата или причината за таквата повреда. Доколку е рожницата повредена, односно оштетена подлабоко, значи доколку не е само епителот, него се и подлабоките ткива, тоа е трајно оштетување. Значи може у тие ситуации нас ни е важно да доколку има лузна да таа биде мирна, да не прави проблеми, да пациентот нема болки, да нема дополнителни некои симптоми. Меѓутоа самата функција на вид не можеме да очекуваме да се врати освен со замена, односно трансплантација на ткивото. Да. Еве имаме веќе некого на линија, токму сакав и да ве поканам уште еднаш да ни се јавите, бидејќи ви ја нудиме можноста директно да комуницирате со нас, а и ние се разбира со вас. Добар ден, дали ме слушате? Добар ден. Кој е вашето прашање, господја? Моето прашање, още еднеска да ми ги повторите, број на телефоните, мобилните телефони на докторката да се договориме. Добро. Еве сакате да запишете веднаш, јас ќе подсетам. Тоа се броевите на Европската очна болница 070 309 126 126. Да, и имате фиксна можност, односно статичниот телефон 02 20 20 20 50 50 999. 9. Да, ви благодарам. Ова беше како договарење состанок Норвалдо или упатување, сепак да го решите проблемот на господјата и оние кои што имаат интерес. Во однос на техничкиот дел на кератопластиката, уште сакам да ве прашам, кога веќе ќе се заврши, ќе се трансплантира, ќе се постави таа рожница, дали со тоа завршува и актот на интервенцијата, какво е будењето, односно освестувањето на пациентот потоа. Но претходно да дадеме, слушнавте и вие, имаме гледач на линија, предност на вас. Добар ден. Ало, добар ден. Добро дојдовте и вие, господјо, ве слушаме. Во програмно сум сигурна. Да, во Фактор Јас здравје. имам едно прашање, само што се вклучив, најверојатно ќе го погодам може за тоа да ми одговори. Од време на време ми доаѓа на замаглување на очите. Добро. Ја до душа си имам и притисок, се пијам терапија, не секогаш, поготово времето кога се менјава и како да ми доаѓа, не е тоа многу долготрајно, ли знае да ми прави како замаглување на очите. Сакам да ми каже докторката што може тоа да и од што доаѓа тоа така. Добро, ви благодарам. Предпоставувам за хипертензија, кога рече покачен притисок, не очен, не за глауком. Кој е советот? Замаглувањето може да дојде од повеќе причини. Некогаш, ако притисокот е покачен, ако притисокот е намален, шеќерот ако е покачен или намален, сето тоа може да влијае на известно замаглување. Исто така, една вака апсурдна ситуација се сувоста на очите, која што како таква може исто така да влијае на замаглување на видот.
Има тука многу фактори, да речеме каротидите на вратот, доколку циркулацијата е малку забавена од одредени причини, исто така може да дојде до замаглување. Добро е што не е замаглувањето постојано, него се враќа видот, меѓутоа пациентката, гледачката е најдобро да дојде на еден преглед и да се види дали има почетна катаракта, да се види очниот притисок, да се направи еден преглед и да се види што е причината. Да, ви благодарам за првите две јавувања и пред да го вклучиме следното во очекување, само она што ве прашав во смисла на операцијата и будењето, односно начинот на соочување со новата рожница на пациентот. Пред да се направи операцијата, ние секогаш на пациентите им кажуваме дека треба да бидат трпеливи. Значи, самата операција, како таква, значи, нас ни е битно да се биде прифатен трансплантатот, да све помине во најдобар ред, а после тоа пациентот треба да ги слуша советите на лекарите. Значи, да прима соодветна терапија, која што е таблетарна и која што е со капки. Капките се примаат подолго време и треба да доаѓа редовно на контроли. Тие контроли се прво секој ден, потоа се првата недела, после тоа се 2 пати месечно, потоа се еднаш месечно. Исто така да не очекуваат дека видот ќе, значи тоа е еден процес кој што има флуктуација во видот, но видот ќе се подобрува со тек на време. Да, значи не е веднаш да се не е така врати веднаш, на ниво. меѓутоа ќе гледаат уште од одма, гледаат појасно. Многу подобро и појасно, да. Добар ден до следното јавување. Дали ме слушате и вие? Ало, добар ден. Добар ден. Кое е вашето прашање? Моето прашање е следново. Јас се правев операција во ноември месец од перде во Битола. Добро. После тоа имам проблеми и се направив во Охрид кај Виолета очна е таа приватна блаж, не знам точно како се прозиват. Добро. Значи ласерско. Имаше некои дамки и што не може убаво да гледам. Кое е сега вашето прашање? Ми направи снимка и ми рече дека имам оток на очното дно. Ми даде некои капсули за пиење и тоа тие се вика цитакол. Да, добро. Кое е сега прашањето? Цитакол. Да. Прашањето и сега уште, јас не гледам убаво, окото ми е заматено, често имам чешање и како боцки во него да ме боцкаат. Добро, благодарам за вашиот интерес и ви посакувам секое добро. Благодарам за јавувањето од Охрид и уште едно имаме јавување во овој блок на Фактор здравје. Добар ден. Ало? Добар ден, господјо. Добар ден. Да, го познав вашиот глас, вашата боја. Така. Што имате денеска да прашате? Имам, поздрав. Може би е надвор од темата малце, ама добар ден. Сега да го исклучам... Да, телевизорот, тонот да го намалите најдобро. Телевизорот, добро. Да нема ихо, да нема були. Може би прашањето е надвор од темата, покасно се уклучив, ама сакам да ја прашам докторката за оклузија на крвен сад во окото. Добро. Благодарам за вашиот интерес и поздрав до вашиот сопруг. Сакате на господјата прво или втората господја? На првата гледачка, значи тоа што е направен ласер после операција на катарактата, тоа е нешто што многу често следува после операција на катарактата како еден, да кажам, нормален процес на заматување на задната капсула и треба да се направи ласер. Доколку има оток на очното дно, тоа може да биде... И пецкање спомена како... Да. Клиничка манифестација. Може да биде врзано за операцијата, али не мора да биде. Зависи, да речеме, од пропратни заболувања, кои што исто така гледачката ги има. Би требало да се направи еден преглед. Цитикол капките се одлични, тие се за одржување на очното дно, но треба да се направи едно ОЦТ, да се сними ретината и да се види доколку отокот постои се уште, се даваат специјални инекции.
Тоа би било одговор, значи сепак треба да се направи преглед, иако еве поздрав и до незината докторка Виолета, со која што мислам за која што имам само пофални зборови, така да она сигурно направила све што треба. Да. И господјата за оклузија, што праша? Оклузијата зависи што оклузија, дали е на вена, дали е на артерија, дали е на гранка или на целата вена. Самите оклузии исто така се третираат со анти-ВГФ препарати, со инекции во окото, доколку има оток на очното дно. Така да исто така треба доколку може господјата да дојде на преглед, да си или за кого прашува, да се види за каква точно оклузија станува збор, тоа е всушност тромб во артерија или во вена, згручување на крвта која што доведува до неисхрана на тој дел на окото. Многу е важно кој дел на окото и дали има оток на очното дно. Да. И да се вратиме на она што сакав да ве прашам, рековте дека постоперативно, односно после трансплантацијата на рожницата со кератопластиката како хируршка метода и интервенција, треба време за да се врати видот и нормалното функционирање на пациентите. Знам дека тоа е нормално индивидуално кај секој пациент, но какви се искуствата постоперативно? Рековте дека во најголем број случаи на кератоконусите како заболување, тоа се враќа на нормално ниво. Одлични се, со тоа што треба да знаат и пациентите дека сепак после тоа ќе треба да носат очила, затоа што самата интервенција, значи останува некој постоперативен астигматизам, односно цилиндар, кој што треба да се коригира со очила. Но со кератоконусите имаме одлични резултати и тие се доживотни. Значи, таа рожница не се очекува да дојде до одредени промени, туку останува доживотно. Во однос на другите дијагнози, повторно ќе кажам, тука индивидуално зависи од возраста, зависи од самата дијагноза ради која што се врши кератопластиката, но она што го спомнав, треба тие пациентите секогаш убаво им објаснуваме дека треба трпение, дека конците се вадат после година дена, но сепак за сиот тој процес период они го гледаат подобрувањето и на крајте за година дена се завршува целата постапка, така да сепак бенефитот е огромен. Да, и бидејќи рековте ова е орган или дел од окото кој што за среќа не го отфрла, односно го прифаќа окото и организмот, дали тоа значи дека овие лица кои што се трансплантирани или поминале низ процесот на кератопластика имаат некои ограничувања на нешто да внимаваат? Еве сигурно во текот на првата година, но понатаму, во смисла на капење, во смисла на спортување или некои други активности. Во текот на првата година да, меѓутоа после тоа треба да внимаваат на контактни спортови, значи спортови кои што се врзани со можна повреда директна. Инаку доколку користат заштитни очила и така, они можат потполно нормално да живеат и да се бават со сите видови на активности, спортови, да летаат со авион, значи сите тие работи нема ограничувања. Да, и како што кажавте уште еднаш да потврдиме дека таа трансплантирана рожница е всушност доживотно решение на проблемот. Доживотно решение на проблемот најчесто е на едно око, затоа што најчесто проблемите се на едно око, но доколку се работи за кератоконус, тоа е најчесто на двете очи, така да зависи, значи, кај некои пациенти може да има индикација за двете. Но сега има една друга постапка која што исто така ја правиме во болницата, тоа е кросслинкинг, кој што всушност има за цел да ја блокира ектазијата, односно ширењето на кератоконусот, правењето на таа конична рожница, така да не дојде до кератопластика. Меѓутоа, тоа е повторно све индивидуално. Да, и само уште кратко за крај, доколку двете рожници се трансплантираат, дали тоа се прави во еден акт или треба време да помине во два посебни акта? Во два посебни акта, меѓутоа не мора да биде некое долго време измеѓу. Да речеме месец дена би било сосема соодветно за да може да се направи трансплантација на другото око. Да, ви благодарам многу за овие информации, за можноста да ја објасниме оваа сложена интервенција на едноставен и пред се достапен начин и покана секако да ни бидете повторно дел од Фактор здравје. Ви благодарам и на вас и на гледачите. Да, благодарам уште еднаш. Доктор Снежана Зечевиќ, специјалист офталмолог од Европската очна болница, беше денешна ваша и моја гостинка во Фактор здравје. Благодарам за соработката и вниманието и пријатен ден до утре.